Во организација на Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав на Куманово во Занајчискиот дом синоќа се одржа свечена академија по повод одбележувањето на годишнината од загинувањето на народниот херој и легендарниот командант Христијан Тодоровски Карпош. Пред присутните се обрати градоначалникот на Куманово, која истакна улогата на Карпош во народно-ослободителната антифашистичка војна и обврската да се почитува делото на борците кои загинаа за денешна слобода. Куманово во НОП зеде активно учество. Нашите предци се отповикаа први. Голем број на членови на наши семејства тогаш во многу тешко време земаа пушка во рака и рамо до рамо со своите другари влегоа во борба. Борба за слобода, чест и достоинство. Борба за собствена држава, но првенствено борба за човечки права и слобода. И денеска ние таа држава ја имаме благодарејќи токму на таа таква борба, која што беше извојувана од сите нив, а доби огромна подршка од граѓаните на Куманово, граѓаните на Македонија и граѓаните на екс-југословенските народи. Ние денеска го имаме Куманово слободно и горди сме на тоа. Денеска сме сведоци на голем број на негации на нашата држава, нашиот народ, нашата национална припадност и наша морална обврска е да не молчиме, туку јасно и гласно да ги кажеме собствените ставови, бидејќи никој од страна нема да дојде да ве брани, доколку вие самите тоа не го сторите. Мене ми е особено мило што ова мултиетничко Куманово, за кое што јас добив обврска во ваше име да го водам, има еден апсолутен мултиетнички консензус по однос на оваа тешка борба, во која што ние како држава се наоѓаме и тешка борба која што ќе предстои. Бидејќи не само на домашен план, туку се уште не исчезна таквите идеи кои што тогаш во Втората светска војна се појавуваа на овие простори и до ден денеска работат на меѓународен план и се обидуваат да најдат елементи кои што ќе не подкопаат од внатре. Во знак на благодарност и почит кон делото на Христијан Тодоровски Карпош беше одржана пригодна културно-уметничка програма со литературни творби, поеми, песни и документарен филм посветени на славниот командант од Козјачкиот партизански одред. Загина во цветот на младоста на возраст од 23 години во борба против бугарскиот фашистички окупатор во село Билјача, Република Србија. Загина, но вечно ќе живее. Ние кумановчани сме горди и среќни што Карпош беше наш сограѓанин, но тажни што не ја дочека слободата и создавањето на држава за која пред олтарот на слободата го положи својот млад живот. Борбениот пат на Христијан започна кога во октомври 1941 година како млад скоевац го понесе знамето на слободата во борба против фашистичкиот окупатор. По разбивањето на првиот Кумановски одред 1941 година, Христијан заминува во Јужноморавски партизански одред, каде се скалеше и стекнуеше борбени искуства. Покажа храброст, одлучност, другарство и секогаш бил во првите борбени редови. Другарите од одредот во една прилика го прашаа какво партизанско име да му дадат, а тој им одговорил: јас веќе го имам, јас сум Карпош. Јас во мојата 83 година горда сум што гледам многу млади луѓе тука. Тие ќе ја продолжат револуцијата, не со пушка, туку со работа, со човештина, со почитување на оние кои загина за нашата слобода. Ве поздравив со другари здраво.
онака како се поздравуваа сите црвени партизански колони. Колони на вистинските патриоти. Колони на младоста која се вложи во темелите на оваа држава. На настанот присуствуваа претседателката со членови на Советот на општина Куманово, како и представници на општинската администрација.